Изградбата на автопатите во Македонија влегува во забрзана фаза. Охрид-Кичево треба целосно да биде ставен во функција до првиот квартал од 2027. На терен интензивно се работи на делницата од Извор до Врбјани, терен кој со години беше најголемиот предизвик. 2 галерии се целосно завршени, третата е при крај, а четвртата е на половина од предвидената динамика. Во тунелите се поставуваат сигнализација, систем за рано предупредување од пожари и вентилација, а предвиден е и современ контролен центар. Министерот за транспорт и врски очекува оваа делница од автопатот во октомври да биде ставена во функција. Паралелно се градат автопатите Тетово-Гостивар и Гостивар-Букојчани, кои што се спојуваат со Струга и Охрид. Очекувам добри вести од Европската банка за обнова и развој и веќе во текот на месец септември да објавиме почеток на изградба на уште еден автопат, а тоа е автопатот Кичево-Букојчани, 12 на километри автопат кој што треба да ги спои автопатот Гостивар-Букојчани, односно забикулувањето на Стража со автопатот Охрид-Струга-Кичево. Изградбата на коридорот 8 отвора и нови предизвици, од изборот на трасата и заштитата на природата до препораките на УНЕСКО за делницата Ќапа-Сан-Требеништа. Препораката од УНЕСКО по средбата во Бусан е јасна, да се најде поинаква траса за коридорот 8, која ќе заштити областа, но ќе ја овозможи поврзување со Албанија. Веќе интензивно комуницираме со Република Албанија, разгледуваме одредени опции, така што автопатот ќе се гради. Тоа, вели Николовски, е добрата вест од препораките на УНЕСКО. Она што треба да се направи е само да соодветната рута се избере за да не наштети нити на културното и историско наследство, нити на секако биодиверзитетот. И ова не е прв проект во кој што ќе се промени рута. Еве го споменав на пример автопатот од Гостивар до Букојчани или забикулувањето на Стража, имаше една рута. Таму исто така имаше одредени работи кои што беа поврзани со екологија и со заштита на ретки пештери. Од Тетово до Кичево се планира изграда на 3 делници. Првите километри се очекуваат веќе следната година, а целосното завршување на трасата е планирано до 2029 година. На Гостивар Букојчани веќе се гради еден од клучните објекти – мост над постојниот магистрален пат, со кој треба да се обезбеди непречено одвивање на сообраќајот и додека трае изградбата на автопатот. Делницата е планирана да биде завршена до крајот на 2029-та. Останува да се обезбеди финансирањето за последниот дел Букојчани-Кичево. Доколку роковите се реализираат според најавите, трите делници би можело да се завршат во приближно ист период, со што коридорот 8 би добил целосно нова патна врска од Тетово до Кичево.